Општина Кочани почнува постапка за уредување на просторот во местноста Колерски гробишта во населбата Трајаново Трло, каде е планирано да никне нова парковска површина. Објавен е јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, за што од општинскиот буџет е предвидено да се потрошат над 520.000 денари. Според техничката спецификација на просторот што со години е затрупан со отпад, ќе се уреди парк на површина од околу 550 квадратни метри. Предвидено е на поголем дел да се направи хортикултурно уредување со тревни површини, а на околу 100 квадратни метри да се изгради патека со бехатон плочки и бетонски рабници. Исто така ќе се постават и неколку клупи, како и мала фонтана изработена од лим, со придружна инсталација што ќе обезбедува вода за пиење. Рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 6 јули, а по подпишувањето на договорот и воведувањето во работа, избраниот најповолен понудувач ќе има обврска градежните работи да ги комплетира во рок од 3 месеци. Неколку пати досега локалната самоуправа правеше обиди да го среди просторот во Колерски гробишта, при што во февруари 2017-та изгради и мултинаменско спортско игралиште. Неколку недели подоцна тоа беше оштетено, а реквизитите искршени. Пред 3 години се реализираше и голема акција за целосно расчистување на просторот од отпад, но не помина повеќе од 1 месец, а состојбата се врати постаро. Во меѓувреме имаше уште неколку активности за средување на просторот, но сите останаа без долгорочен ефект. Дополнителен проблем е што отпадна вода измешана со фекалии се излева кај спојот на улиците Цветан Димов и Наум Наумовски Борче во непосредна близина на спортското игралиште. Жителите од овој дел на Кочани со години реагираат и бараат надлежните служби во општината и комуналното претпријатие Водовод да преземат мерки за поправка на канализацијата, но видливи активности немаше. Дали уредувањето на парковската површина ќе го смени изгледот на целиот простор, тешко е да се каже. Досегашното искуство покажува дека инвестицијата ќе биде без ефект ако постојано не се води грижа за јавните површини. И тоа не само на оваа локација, туку во целиот град.